Ова што го донесе вештачката интелигенција сега, ќе ни даде можност да направиме чекор назад. Да знаеме дека се што е сервирано на интернет и се што ќе видиме, не треба да го земеме здраво за готово. Сметам дека треба да сме апсолутно внимателни кон овие нови технологии, бидејќи станува збор за фундаментална промена на начинот на кој што имаме интеракција со светот околу нас. Сите социјални мрежи кои ги употребуваме, сите интернет пребарувачи кои ги употребуваме се собственост на приватни компании. Еден од најголемите ресурси со кои располагаат тие компании се податоците. Социјалните мрежи и пребарувачите на интернет и секоја алатка која ја употребуваме упорно снима се што ние работиме или читаме или правиме. Каде се движи лушецот на страната, каде ни е фокусот на делот на веб страната подолго време, каде ни е пократко време. Каков тип на вести повеќе читаме, каков тип на вести помалку читаме. И сега, сите тие податоци ги има за нас и се ставаат во една база на податоци. Се гради еден модел од вештачка интелигенција за секој човек. И во тој модел е измоделирано однесувањето на секој од нас. И потоа, тој модел злонамерно или добронамерно се употребува или злоупотребува за да ни се сервира нешто што некој друг сака ние да го конзумираме. Сега, како функционираат? Функционираат на начин што од целата таа база на податоци која што има, од милиони луѓе кои што оставаат дигитален траг, нас не групира во повеќе групи. И врз основа на тоа во која група сме, такви реклами ќе ни бидат сервирани. Значи сите наши поведенија онлайн и секаде онаму каде што има сензори се структурираат, категоризираат и се анализираат. Многу често целиот тој фидбек е автоматизиран, каде што самиот систем веќе знае што да ти приложи тебе како информација, која што тебе ќе ти се допадне или ќе ти биде од интерес. Добрата работа на тоа е што навистина можеш да добиеш релевантни информации кои што ти се потребни тебе во дадениот момент. Но негативната страна е дека веќе знаеме за таргетирање конкретно во политички кампањи, каде што одредени луѓе кои што можеби не би гласале за одредена страна ќе се согласат да го направат тоа само затоа што таа страна поддржува многу специфичен дел од нивното верување. Бевме сведоци на Кембридж Аналитика аферата кога податоци од Facebook беа злоупотребени на корисници да им се сервираат реклами таргетирани, дали беа тоа за избори во САД или за Брекзит. И ова е опасен дискурс, поготово каде што треба да се формира јавно мислење, бидејќи не прави поекстремни. И многу потешко ќе може да се најде компромис на јавното мислење, доколку успееме да дозволиме онлайн животот и социјалните мрежи, користејќи ги овие алгоритми на вештачка интелигенција да влијаат директно на нас. Еден голем проблем е проблемот на реалистични чет-ботови и ботови кои што се представуваат како реални луѓе. Тоа се виртуелни ентитети кои симулираат луѓе, кои се однесуваат исто како човек на социјална мрежа, градат пријателства, споделуваат постови и навидум ке споделуваат исти вредности и исти гледања на животот како нас. Тие ботови можат автоматски да генерираат некаква содржина во даден контекст или да им се дадат готови содржини кои што ќе ги прикажуваат само на определено време. И тука се користи пак она човечка психологија, стопата и кажана лага станува вистина. Тоа е проблем затоа што го нарушува консензусот, прави дерейлинг, односно ја пренасочува дискусијата. Често се користат овие принципи и од организации кои што сакаат да ја наведат дискусијата на едно или на друго место или да ја дискредитираат на одреден начин. Ова се користи од различни владини и невладини организации, чии што таргет е баш креирањето на јавното мислење. Бројот на профили на социјалните мрежи не е ни приближно толку голем колку што има таму профили, дека голем дел од нив се ботови и постираат упорно некои лажни вести, напишани во стил кој е податлив за профилот на човекот кој го таргетираат. И сега замислете, дојде некоја лажна вест, информација,
која што кажува атак од еден политички опонент на друг политички опонент. И одеднаш на Twitter фидот 100-200 луѓе го повторуваат тоа цело време. Едноставно сентиментот на веста ќе се префрли и на вас како човек. Ако веќе еднаш е префрлен сентиментот и ако веќе еднаш сте убедени во некој факт, и тоа е научно докажано, многу е потешко да ве разубедат од тоа. Веќе се зборува надолго и широко како да се контролираат, ограничат или забранат овие технологии. Вештачката интелигенција не е можно да се стави во мораториум, бидејќи апликациите кои што користат вештачка интелигенција веќе кажа се присутни. Тука, во социјалните мрежи, кај ботовите, треба да знаеме како се користат и каде се користат нашите податоци, што значи веќе има регулација на приватноста, меѓутоа да се прошири и кај вештачката интелигенција. Да се регулира користењето на вештачката интелигенција за политички и за воени цели. Од самото воспоставување на вештачката интелигенција како концепт имаше стравови дека ќе дојдеме во ситуација кога нешто од неа нема да може да се контролира. Не треба премногу да се плашиме од вештачката интелигенција. Треба да ја разбереме. Треба и ние малку како општество да ги прилагодиме стандардите кои што ги имаме, за да можеме да ја прифатиме вештачката интелигенција и да ги преземеме сите придобивки кои што таа ќе ги донесе.